Добри дојде во студио за Звонко Давидовиќ, адвокат, Петар Арсовски, пиар експерт, политиколог. Денес имаме собрание, СДСМ најавува избор на председател, додека ВМРО ДПМН тврди дека допрва треба да се формира комисијата за избор на пратеници. Со какви обструкции очекувате? Со какви обструкции можеме да се соочиме? Види, јас не мислам дека ќе оди многу глатко целата таа работа од неколку причини. Прво, не верувам дека ВМРО ДПМН кој сега доби председател на комисијата за избор и именување, ќе пропушти можноста да го блокира изборот на председател на собрание. Второ, гледаме дека има некакво разногласие во рамки на коалицијата која сега има мнозинство, со најавите на БЕСА дека тие размислуваат дали да кандидираат свој кандидат за председател на собрание. Да. А без нивните гласови се 62 пратеника и тоа е тенко мнозинство. И трето, млакиот став на меѓународната заедница која не ги притиска доволно ниту ВМРО ДПМН, ниту оваа коалиција иако која не сега најавуваат санкции, но знаете тоа е како. млако најавување. Јас не верувам дека до санкции може да дојде. Санкции од Европска унија може да се донесат само со консензус. Виктор Орбан веќе најави дека таквата одлука би ја блокирал, така што тоа е невозможно. Може да се воведат унилатерални санкции од поединечни членки на Европската унија, така што не верувам дека е тоа некаква сериозна закана. Тие три фактора заедно ми говорат дека нема да оди брзо, ниту лесно конституирањето на собранието, што е пак основна предпоставка за формирање влада. Да. Народ пред собрание гледате ли таква опасност дека може да се случи? Не верувам да ги спречи пратениците да формираат влада. Дека до тоа ќе дојде и мислам дека тоа никој нема да го дозволи, но се согласувам со овој дел дека барем до сегашното искуство ни покажа дека на сите полиња, на сите фронтови власта во заминување буквално врши обструкција на секаде каде што е тоа можно, на законски или помалку законски начин, сега има добра прилика да постапи согласно законот и деловникот, едноставно да го закочи целиот процес за избор на председател на собрание, нешто што мислам дека и ќе го направи, а тоа е па основен предуслов за она што опозицијата го најави како можност да го добие мандатот од Иванов. Така да мислам дека ќе го искориста тоа поучени од досегашното искуство. Да. И ќе се одважи СДСМ да оди без мандат во влада, тоа е една од опциите кои се пред нив, односно предизвици. Има неколку чекори до тогаш. Првата е завршување на конститутивната седница на собрание, со што се исполнуваат сите правни претпоставки од член 90 од Уставот. И почнува да тече некаков рок, разумен рок од 10 дена. Експлицитен рок за Иванов, после кој тој паѓа во кривично дело директно прекршувајќи го член 90 од Уставот. Потоа мислам дека мнозинството во собрание, сега веќе за едно мнозинство разговараме, би требало да поднесе или кривична пријава против Иванов или да се обрати до Уставен суд да даде квалификувано мислење дали е тоа прекршување на Уставот или не. Во тој момент Уставниот суд или може да каже дека тој го прекршува Уставот, или може да се прогласи за ненадлежен. Било која одлука на СДСМ на ДУИ и на другите коалициони партнери му одговара, бидејќи доколку Иванов го крши Уставот и доколку Уставен суд е ненадлежен, се создаваат правни претпоставки да се гласа влада без мандат. Да. На крај ќе се сведе на храброста на сегашното мнозинство ЗАЕВ, ДУИ, Алијансата и БЕСА, дали ти имаат храброст од ова да излезат со гласање влада без мандат, бидејќи очигледно дека тие многу тешко ќе можат низ ваква институционална форма. Но таква можност постои, да, и странците инсистираат и притискаат сепак да биде формирана влада. Точно, и нашата држава е во криза затоа што не функционираат институциите на системот, меѓу другото немаме ни влада, собранието долго време не беше конституирано и уште е во тек. Еден друг проблем е постојано се зборува влада со мандат без мандат. Иванов она што го доделува како мандат е символично, фигуративно, затоа што мандатот го доделуваат гласачите на изборите. Тој што ќе успее да состави влада или мнозинство во собранието, ќе има и владата. Овде е нешто што не беше доречено во Уставот, не сме имале ваква ситуација, а особено не ситуација во која нема да се размислува за напредувањето на државата, него за блокирање на сите можни процеси за да не профункционира правниот систем. И онда доаѓаме во една ситуација каде што веќе ништо од законите не важи, него важат толкувања и нечеви желби. И тоа се спроведува. И ако судството не ви функционира,
Ако обвинителството не функционира, вие немате реперкусии по таквото однесување, нема санкции. И онда секој може да прави што сака и да го толкува уставот како сака и да се однесува онака како што сака. Што вели Груевски, ќе одам до крај, кога велите секој може да прави што сака, ќе одам до крај, не сакам да одам во затвор, наводно му кажал на Иво Вајгел во Европратеникот, што подоцна беше демонтирано и кога надоле е сериозна новинска агенција, не би си дозволила такви шпекулации. До кој крај би одел Груевски? Кои се вашите предпоставки? Јас мислам дека Груевски секако нема да пропушти било каква можност за институционална блокада. Да. Филибастеринг во собранието, бесконечно влечење на таа комисија за избори и именувања во некаков притисок СДСМ и другото мнозинство да евентуално да го преселат изборот на председател на собрание на пленарна седница, веќе и тоа е можност. Деловникот ескалација на незадоволство на терен, незадоволни граѓани, но не мислам дека ќе ескалира до насилство. Сепак мислам дека и партијата ВМРО-ДПМН е доволно свесна дека ескалацијата во насилство прво им го руши рейтингот, бидејќи тие ќе бидат доживеани како некои за што е предизвикател на безбедносна криза. И второ ги прогласува за трајно неподобен партнер и на албанците и на меѓународната заедница, па потоа ќе им стане безпредметна било каква една победа на избори, нема повторно да може да се евентуална победа на евентуални избори. Добро. Но знаете како Груевски е како некој кој е заробен во ќош. Да, втиран е во ќош. И тој нема излез. Се однесува како ранет звер. Тој може само да добие од ескалација. Да. Не може да изгуби. Мислам дека целта на овој проект на ВМРО-ДПМН е некаква повторна зелена маса на која тој би преговарал и би добил подобри услови. Сега ние гледаме дека меѓународната заедница засега го одбива тоа како нелегитимно барање. Има активна и агресивна риторика, ние до сега не сме виделе толку агресивна риторика, освен 2001. Дека треба да се формира влада, но ако не се подготвени да одат чекор понатака, Груевски ќе биде успешен во блокирањето на системот и таа нова зелена маса ќе се случи. Да, Пржински 3 најавуваат. Мислам дека е тоа погубно. Ние доволно политичарите преговара и доволно се врши обструкции за да е во заложништво буквално целиот народ и државата. Никој не им го дава тоа право, без оглед од која страна доаѓаат. Знаете, ние се наоѓаме во една длабока криза 2 години и тоа не е политичка криза, ова е институционална криза. Значи, политичката криза носи некои работи, но овде не функционира системот во ниеден сегмент и тоа е страшно опасно. Никој не им го дал тоа право на луѓето со кои гласавме, ни од едната, ни од другата страна, и решение мора да има. Ако не профункционира правниот систем и секој не го добие заслуженото за она што ќе се докаже дека е кривично дело, ние постојано ќе бидеме под ваква криза. Би било погубно да седнат политичарите и да се договорат дека специјалното јавно обвинителство повеќе не важи и нема да работи. Затоа што тоа беше еден од условите за да ја расчистиме целокупната ситуација во Македонија. Многу лесно они можат да направат политички договор како што го направи и до сега. Постои специјално обвинителство, сега не постои. Но ова повеќе нема да ги смири страстите. Но сега ги разочара луѓето, веројатно, заради најновата истрага околу медиумските работници Драган Павлович Латас и Иво Наталевски. Се бават со даночно зајутајување, но не објаснуваат како бил добиен профитот, тој магичен, така наречен, круг во кој целта е пропагандата всушност, пропагандата политика на не се согласувам до крај. Добра? Знаете зошто? Ако внимателно го слушавте пресот, обвинителите кажаа од специјалното јавно обвинителство дека сите институции, почнувајќи од Управата за јавни приходи и Министерството за финансии, буквално шурувале во целата постапка и не ги вршеле овластувањата и функциите и службената должност кои ги имале, па овозможиле вакво нешто. Очекуваме, барем стручниот дел од јавноста, дека истрагите за кои најавија, свесни сте дека ќе има проширување, ќе се прошират и на главните луѓе од Управата за јавни приходи и Министерството за финансии. Оти ако тоа не се направи, ова е нешто што е не така ситно, затоа што се државни пари во прашање, наши пари, но нема да добиеме одговор кој им овозможил такво нешто да се случи, од каде се парите. Да. Ако се прошири на тој начин, јас ви тврдам дека ова воопшто не е мала и ситна работа. Нашиот народ, знаете како,
се мајтапи со некои работи, па се во прашање гаките на Ивона. Најмалку се овде гаките проблем. Овде е проблем што институции кои се должни да вршат надзор и да се грижат каде одат државните пари од буџет, овозможиле вакво нешто да се случи. Има кривична одговорност кај УЈАП? Апсолутно, апсолутно. Затоа што од друга страна, па имате луѓе за кои знаме и за кои сме пишувале, ви кажувам од пракса, сме пишувале и тужби, и жалби, и тужби пред управен суд, каде што за 500 денари ситни пари затекнати од дневен промет на страна, добиле 8.000 евра казна за една трафика. Па целокупниот имот во таа трафика не изнесува 8.000 евра и невозможно да се плати. Имаме други фирми и од бомбите слушавме и гледате дека се драконски казните. А наеднаш овде имате луѓе кои што се на битни во случај во медиумски места. Ја верувам ќе излезат и други луѓе каде што не вршеле контрола и надзор, а морале да видат и морале да знаат дека такво нешто се случува. Затоа што ова не се мали пари. Така да оваа истрага, верувајте ми, не е безазлена. Ако седнете па ги слушнете бомбите, она што е објавено, многу лесно различни желби ќе бидат зошто не почнаа согласањето и изборите, зошто не почнаа со други работи. Наравно, ама тоа зависи од тактиката, техниката и можноста на специјалното јавно обвинителство. А ако е ова, а е, полесниот начин да се докаже даночното затајување, од ако имате документи и проток на пари, многу лесно ќе го докажете, слушајќи ги бомбите кои ве упатиле каде и што да барате, него некои работи кои што се посложени. А часовникот им отшукува, времето многу брзо им тече. Добро. Мандатот на СЕО не го споменавте како обструкција, сакавте нешто да дадете? Да, се согласувам, апсолутно. Знаете како, тешко е дека рокот на СЕО за подигнување обвиненија ќе се продолжи. Во Законот за формирање на специјалното јавно обвинителство експлицитно е наведено дека за да се продолжи рокот за покренување обвиненија па и мандатот на СЕО се потребни 2/3. Да. И покрај тоа што е тој обичен закон кој се носи со 61 пратеник, не знам дали во оваа фаза тоа може да се смени, но очигледно е дека тој рок ќе биде тешко да се продолжи. Имајќи го тоа предвид, логична би била стратегијата на СЕО да фрли една што е можно поширока мрежа во овој момент и да продуцира што е можно повеќе обвиненија, кои иако вака не изгледаат секси, но имаат заби. Значи, во тие обвиненија прво тие може да се прошират во текот на застапување, за кое СЕО има мандат од 5 години. Може да се прошири истрагата во текот на застапувањето. Моментот е стратегијата е тие сега да продуцираат што е можно поголем опсег на отворени истраги, а потоа тие може да се прошират и во наредниот период, но на крајот, ако се формира влада нормална и ако има мирен трансфер на власта, и ако профункционира основното јавно обвинителство, тој трак ќе може да се следи и таму. Не може директно да се преселат предметите и не може индициите кои се еднаш дадени во СЕО да се преместат таму, но секако може да продолжат истрагите по допрен глас. Да, добро. Ништо не пречи, ако функционира, се согласувам, основното јавно обвинителство и оно за организиран криминал, зборуваме овде добро, со промена на власта, да, во една нормална добро ситуација, со нормално законито постапување на обвинителството. Никој не им пречи по допрен глас или по кривична пријава нечива да отворат истраги и подигнат обвинение за истиве настани. Значи за она што е содржано можеби во велите Кати Цанева се присели во ОЈО практично. Не, со промена на власта. Знаете како? А да се укине специјалното јавно обвинителство. Зошто да не? А зошто да специјалното јавно обвинителство не продолжи да работи и да функционира, добро, а да има помош, рековме од двутретинско мнозинство. Да има помош и екипираност и од основното и од за говорите за идеална ситуација. Не за идеална, за законска ситуација. За нормална, за една нормална, каде што законот функционира. Знаете како, чудно ми е просто многу пати разговарајќи колеги. Ненормалните работи не станаа нормални. И onda треба да објаснуваме дека законот треба да функционира, а обвинителството да работи својата работа без оглед кој е во прашање. Дали е во прашање премиер, обичен човек, било кој. Луѓе, законот исти за сите. Ние некако со тек на години се... дека не е законот исти за сите. Борбата е за тоа. Често пати слушам вакви заложби, онакви заложби. Морам да ја спомнам. Шарената револуција беше претечена тоа. Јас бев учесник секој божи ден. Ама јас не излегов ради СДС или ради било кого.
добар дел од луѓе што ги познавам излегува затоа што сакаат Република Македонија да е нормална држава. И она што го кажа добар дел од луѓето учесниците на таа шарена револуција беше дека без оглед кој е на власт, будно внимателно ќе следат ситуацијата никогаш ова да не се повтори. Да имаме нормална држава каде што нормално функционира. Треба време сепак, не се согласувате дека треба. Но треба и да се време преземат чекори и тоа сериозни чекори, силни. Храброста на опозицијата точно, за која не можете вели со Арсовски. молење. Законот мора да профункционира. Правниот систем мора да профункционира. Не може вака со молење и сега ќе молиме некого дали ќе имаме правна држава или дали законот ќе важи или нема да важи. Се ова спинување и двојазичноста и се ова. Знаете како, ние сме во ситуација во која самоволието на еден човек, Иванов, во моментот, спречува трансфер на власт. Се работи за чисто самоволие кое е во директна спротивност со уставот. Нашиот правен систем можеби е недоречен во смисла на тоа поднесување на одговорност и така натаму и така натаму. Но тој го да бидеме најасно, тој го прекршува уставот еклатантно. Во уставот пишува дека тој должен да го даде мандатот на тие што имаат мнозинство и тој одбива да го почитува уставот. И сега, ако ние со тоа не се соочиме и не најде општеството начин да го заобиколи тоа самоволие, ништо не ни гарантира дека некој си иден председател или истиот во некаква нова ситуација нема да го повтори тоа самоволие. Да предпоставиме, ВМРО не вели да одиме на нови избори. Никако. Сегашните избори не се завршени. Изборите завршуваат со избор на влада. Иванов не го доделува мандатот за избор на влада затоа што резултатите од изборите не му се допаѓаат. Каква гаранција имаме дека ако се повторат изборите, дека ако не му се допаднат него или на некој друг резултатите на некои идни избори, дека и тогаш ще можеме тие избори да ги завршиме. Значи, по логика, ние да ги повторуваме изборите се додека ВМРО не добие со 82 пратеника. Тоа не е лоша Не му се ситуација за Да, не е ВМРО. лоша ситуација за ВМРО, но за државата не, едноставно не можеме да го дозволиме. И не може СДСМ да се фемка околу тоа дали треба или не треба да гласа без мандат од Иванов. Затоа што не може недореченоста правна да биде препрека за правните принципи кои мора да владеат. Така е. Добро, јас благодарам што го